Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора имаат право сами да одлучуваат на која организација ќе се придружат. Но Русија тоа не го прифаќа, а тоа е нешто околу што нема компромис. Се согласија учесниците на панелот во Белград насловен "Надвор од идеологијата, односите на Западот и Русија и политичкиот прагматизам". И затоа, рекоа учесниците, директно ја прашуваме Москва. Што има проблематично во тоа што Европската Унија и НАТО сакаат повеќе стабилност, мир и слобода во Западен Балкан? Еден од учесниците на панелот, научникот Штефан Лене од Карнеги Европа, вели дека Русија има малку што да и понуди на Македонија, на Србија и на другите земји од Западен Балкан и затоа се обидува да фрустрира и да саботира, иако нема средства да го преземе кормилото во регионот. Оттаму, дополнија другите учесници, произлегува заклучокот дека Русија сака со мала акција да постигне многу во регионот. Европската Унија ги привлекува земјите од Западен Балкан, што е фрустрирачко за Русија и затоа таа и во наредниот период ќе се обидува да ги обструира акциите на Брисел колку што може повеќе. Иако снемува сили за политичка борба со Западот, Кремљ нема да се откаже, вели аналитичарот на Викистрат, специјалистот за Русија Павел Лужин. Според него, реторичката борба на Русија ќе биде во насока на уништување на европскиот и евроатлантскиот интегритет во очите на земјите аспиранти за членство. Со политикологот Павел Лужин се сложуваат и голем број други меѓународни па и домашни експерти кои велат дека следните анти-НАТО чекори на Москва и Кремљ ќе бидат од политичка реторика па се до можни саботажи за поткопување на вредностите на западните демократии. Тоа, велат овие експерти, може да биде своевидна сопка за Македонија и останатите држави кои што се на патот кон Западот и кон евроатлантските интеграции. Дека во наредниот период, кога Македонија е сериозно на прагот на Европската Унија и НАТО, Русија постепено ќе снемува сила, но дека ќе ја заострува својата антизападна реторика, се сложуваат и дел од македонските експерти. Или како што вели за Радио Слободна Европа политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, Москва ќе го засили наративот. Русија повеќе ќе се префрлува во идниот период на наративот, отколку на некои действија. Ние сме сите свесни дека такви действија имало, нарочно пред 27 април. Русија, која била инертна околу 20 години во регионот, видовме дека од 2013-14 стана поактивна, па дури и нивната дипломатија почна да укажува на одредени процеси во Македонија и секако веднаш се стави на страна на тие кои беа во заминување и кон кои беше ориентирана и реакцијата на граѓаните, а и забелешките на нашите евроатлантски партнери. Решението за подобрување на односите на Русија со Западот, а со тоа и со земјите од Западен Балкан, лежи во позитивните промени на рускиот политички систем, бидејќи, како што на белградскиот панел рече аналитичарот Павел Лужин од Викистрат, ниту хипотетичкото повлекување на Путин не би било доволно, бидејќи рускиот политички систем е многу пософистициран од класичните диктаторски режими.